Над Кукуш сонце изгрева, Никола срце разврзало, султана сина родила. Кога го в црква однесле, Арслан му порта отворил, гора со поклон тргнала. Дома е Гоце немирен, нашколо голем бунтовник, во дружба другар најверен, намегдан јунак најсилен. Уште е Гоце малечок, гора го мами кон неа, срце му пушка посега. По повод 98 годишнината од смртта на Гоце Делчев, 4. мај, пригодна рече подготви внуката на Делчев, Катерина Трајкова Нурџиева, која во моментов се наоѓа на заздравување од неодамнешната сообраќајна несреќа во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Словенната песна Над Кукуш сонце изгрева, што веќе ја проследите, исто така е дело на Катерина, која судејќи по подписот ја напишала на 17. февруари, не толку далечната 1997 година, и за прв пат е репрезентирана во јавноста токму низ оваа помен емисија за Гоце Делчев. Кој само еднаш го видел, никогаш повеќе не можел да го заборави. Тој загина, но сепак живее. Пред нас врви неговиот светол образ и ни го осветлува патот према слободата на човекот. Неговиот бесмртен лик е најсовршениот израз на духот и на подвизите на народот кој се бори за слободен живот. Безбројни се имињата на оние великани кои падна или паѓаат и го восхитуваат светот со својот хероизам и со својата сеоданост. Нивниот учител беше Гоце Делчев. Неговата мисија на апостол и револуционер со нескршлива вера никогаш не го напушти. За него не постоеше замор. Турците го нарекоа како летечки ѓавол. За религијата Гоце имаше своје убедување. Затоа тој ги пренесе како жртви не само својот живот, туку и она што е многу тешко, а тоа се своите мисли, зашто тој немаше други сем да служат на ослободителното дело. Каде ќе го сретнеше, тој не осамнуваше сам. Секогаш беше подготвен да му го даде своето срце. И секој застануваше со верба на своите определени должности. Каде што ќе поминеше Гоце, оставаше изгазен пат за секој апостол и борец. Гоце ги создаде првите комитети, првите чети, првите конгреси. Сепак, неговата скромност беше неспоредлива, неравна и неповторлива. Со својот квалитет тој ги победуваше сите и тогаш кога ги држеше нишките на целата организација. Најголемиот непријател на организацијата, Дервиш Ефенди, шеф на полицијата на Скопскиот вилеат, изјави: "Кажете му на тој величествен јунак дека сакам да го видам и да му се поклонам. Ние сите од царот до последниот до Заптија одамна веќе сме изморени да го бараме, а само тој не се измори." Гоце работеше за сите кои страдаа под тиранијата и пред неговата огнена и убедителна реч исчезнуваа сите национални недоразбирања во името на една самоуправна Македонија. Гоце го сакаше народот, а народот во неговото лице го гледаше најблискиот, најверниот, најсаканиот свој учител, пријател и син. За народот тој живееше, работеше и умре. Народот од срце запеа песни за него, замина на остана бесмртен. За пример на сите денешни и идни војни кои што треба да ја сакаат Македонија, за да имаме за навек. Катерина Трајкова Нурџиева.
со намера да го слушнеме аманетот за поколенијата наспроти денот од годишнијата од смртта на Гоце Делчев. За време на посетата госпоѓа Нурчиева ни раскажуваше за нејзиниот живот до денешниот ден, за голготата што ја одживеала и тоа само поради тоа што ја вршела функцијата на секретар на револуционерот Ченто. Таа тогаш, после апсењето на Ченто, била прогласена како личност наводно пробугарски ориентирана и своевремено, без документи за нејзиниот идентитет, протерана е во Бугарија. Животните неприлики ја устоличиле во Благоевград, каде што формирала семејство и створила прилика да се почувствува за жива. Званичната рехабилитација на Ченто од страна на сегашната влада и не и помогна многу на Катерина, иако можеби заслужуваше подеднаква рехабилитирачки третман како и нејзиниот надлежен. После изгледа, наместо душевен смирај, Катерина и понатаму остана да талка по безпатијата на неизвестност, понижувањата и негацијата на нејзиниот лик. И покрај апелот до председателот на државата и до председателот на владата, Катерина до денешниот ден е третирана како бугарка. Единствено благодарение на македонскиот амбасадор во Софија, господинот Љубиша Георгиевски, Катерина е во можност да престојува во Република Македонија, но за жал како тежок болесник, изиритиран од случајна или намерна сообраќајка во Благоевград. Без оглед на тоа како Катерина здравствено се чувствува во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид, таа е убедена дека посетата на Македонија ќе чини многу и од бугарската страна. Таа ни потврди дека нејзините деца се симнати од работните места токму поради престојот во Македонија. Таа деновиве се чувствува безпомошно, иако требаше да важи обратното, да се чувствува дека е во сигурни раце, дека е меѓу своите, меѓу светот кој виде светлина на денот токму поради нејзиниот чичко Гоце Делчев. Сега веќе отворено можеме да се запрашаме како политички ова престарено и премалено лице може да важи како непријател на Македонија, кога истата Македонија почива на идејата од нејзините предци или од нејзините гени, дури и биолошки гледано. Ќе биде ли срам за Македонија доколку на ова премалено лице и се одолжи со скромен придонес, па макар да го наречете еднократна помош или старосна пензија. За жал, татковината, за да се причува, секогаш се потребни жртви. Катерина е една од нив. Поинаку речено, продолжува животната голгота на Гоцевата внука и покрај тоа што мали бројот и малку нив знаат дека всушност вие бевте и секретарка на Ченто, ете ликот на Ченто успеа да го рехабилитираат, да се покаже во светлото на она што е. Како тоа вие да бидете заборавени? 90-та година јас бев таа која во Бугарија прва кренах глас за правдата за Ченто. Тогава не беа слушнали. Кod Елена Врховија зна наедно како што истината е таа што он не сакаше Македонија не помалку од Гоце. Ете, према вашите зборови, го спомнавте и гробот на родителот од Гоце Делчев, кој што без малку е и никој не му обрнува внимание. И да покажам сликата. Се може би, се може би внуката на Гоце Делчев. Зашто никој не се грижи за сето тоа? Како не ги е срам, јас прашам. И дали не ги е срам? 84 лева се равни на некаде на 80 марки. Кој живее во Македонија со 80 марки? За кој понапред? Само данако што треба да платаме половин пенсија. А за гробот да не каже. И после ни забрања да гробо, имат проблеми, сакат да го земат с бугарските власти. А нашите градоначалникот на Делчево флиртува да се прави пријател со кметот на Благоевград. На место да застане, да ме заштити, да каже
Видите там са нейните браќа пред тоа закопан, тоя гроб и припаѓа на тая жена. И она го плаќа, па зашто вие сакате да го служите, да го земете за обществен? Што направите? Едно цвете ставите, една цвеќе стави? Не. Гоце Зочев се... Али нема кој да застане до мене. Не. Ово Иленде ви кажа што. За ништо важи да добијат пари од цел свет од македонците, да имат по 4 стана во 3-4 држави и готово, како власници. Гоце Зочев се бореше за Македонија, истото го чиневте и вие во народно-ослободителната борба. Меѓутоа, ве нарекоа за бугарка. Се чини дека денес истото име често го користат наспрем вас. Што сте вие, всушност? Основоположник на основното образование во Штип, веднаш послугуваме во на Штип. Основоположник на предучилищно образование за учителки во детските градини. По чето јас дадех оставка, не чеках да ми стерат работа. Дадех оставка од 4 листа. Направих курса за учителки. Од бугарите имаше останато детски градинки, средени со след. Мораме да ги изкористиме. Треба само случен кадър. Направих и това, станах директор на една приредба на жените в Скопие, е видя секретарката на чета от метрото и учителки. Само по неколко дена дойде от Озна, маши жена, не се представи, не каже нищо. Седат в градинката, не се представят кой са. Че на този начин се вършат си аз. Не да знаем да седат. Прихватих децата, програмата, що трябваше да я изведам, дойде ключата, возиме в особата за спиене, и в особата за спиене. Децата веќе не възнамираят и прашвам. Снимите, дали вие останете където са? Или аз? Видите, не може да се смират децата. И броя на децата 1, 5, 3, кой ке заспи първо и аз кай него ке спиня. Децата бършо гледат да заспат и тия ми велти. Още няколко дена ме викна, ми кажа дека трябва да се явам по просветния отбор. Ода място. Един от инспекторите държа и на лищи. Катерина, това е за тебе. Защо си толкова тажен? Дали ти пропадна гемиите? Не пропадна моите гемии. Твоите гемии. А не гемии, немаш да пропадна. Види едно това лище, що пише. Знаете ли що пише? За това ще ги учи децата на бугарски, с кое я загрозило безбедността на Македония, съгласно сръбските закони, член, параграф и така. Знаете ли, си продадах алищата, останах с оздрай само на гърбо, що ми бе. Нямаше що да ядам. Може да платам кирие. Да ги помиреше цигани. И как рече, стари вещи купой, сърцето ме болеше. За среќа, дойде един бугарски офицер, го пущили комисията, която си ги прибра бугарите. А мене не ме взедва за това, що личната ми карта беше по бугарската амбасада, с кое саках. Нали, Югославия беше тогава, море да имам да успела да излезем от Македония. Не дойде от бугарската амбасада. Тия си замина, не да рискират да ме вземат без документи. Не се любихме никога, е управо. Али пущите един офицер да види шо е с него. И тогава ми дойде по глава да излажем дека, да го замолим, да каже дека ми е вереник и дошъл да ме вземе, да си одем за Бугария.
нека ги се жени за нея. Сакам да прашам, што би станала Македонија како република, како држава за вашиот лик и патот према правдата да ви го олесни, да не биде трновит и дали воопшто сте се обратили до некоја институција за помош? На 24 януари 1997 година, додека лежех, јас дадах до владата, кога беше Киро Григоров председател и Бранко Црвенковски и беше шеф на владата. Имам го тук варене представка, со која сакам рехабилитација за тоа што сам истерана од Македонија и барам рехабилитација и да говорец и за тоа што сум отпуштена од работа како бугарка. И прашувам, дали може чичкото да биде македонец, а керката од неговиот први братовчет бугарка. Никој не одговори. Еден од родителите на Гоце Делчев го носеше името Султана. Помалку нашиот народ го буни тоа име, како да бега од православието. Што била всушност Султана, мајката на Гоце Делчев? Македонка или нешто трето? Стар корен кој се носи името Мурджиеви, кој значи трговци на млечни производи. Дури другата моја братовчетка, која избега по 32 години уживане во комунистически дом, избега и тука се пиша македонка. Добро, ако беше македонка, зашто не она 32 години по-стара од мене, зашто не дојде во борбата? Зашто не направи ништо од тоа што Гоце ни завешта? Уживаше си, учителка. Со омажене, стара за човек со две деца, му напуштил и да се ужива. Дојде тука, херој се напиша. И не знае дека Султана се вика Јанева Трајкова и попреко Нурджиев. Кога пишува книгата со нејните лаги, вели, баба ми Султана беше прекрасна и така нататък, се викаше Султана Иванова. Иван е брата на Султана. Султана има двама браке, моя дедо и още един Ристо. Ристо умира баш на един тежък момент на прошки. Скоро е бил женец, имал само едно дете, кое се вика Димитър. По бегането Димитър отива во Петрич да живее. Татко ми много време е служил тук во Тетово, како войник. Знаела 6 езика. Завършила Соловската гимназия, учител по професия. Како тумач стално го мобилизирали во войска и стално е бил тук во Тетово. Така и не разбрали защо татко ми умре. Папа се сбил и сестра му на Гоце Делчев, Ленка, се запутил, додека си отива до дома, на Саваја, умира. Ете, како рековте, веќе 4 месец сте овде во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Се чува ми дека тоа ќе биде, барем за сега, единствениот подарок од Република Македонија насочено према вашето здравје. Дали ќе успее болницава да ви припомогне и да ве закрепне? Уште колку долго планирате да останете? Аз не планирам, аз днеска да се почувствам на по-добре състояние, пък и си ода. Защо да се дадете? Да ми мака полки. На що да се подсепя? Опишах на Андов. Преко Андов до събранието, до пратениците. Не можем да му кажам дека аз имам поднесено баране за рехабилитация, но до сега нямам отговор от нито една влада, но това не мислям дека и сегашната влада е ослободена. Нека я чекам и от сегашната влада да ми отговори. Кај правобранително му напишах аз едно писмо, после се явих и кај него беше филм. Али
излезе от положение. Вели, събранието е надлежно да го реши твоя проблем. Андов не отговори. У януари му напишено, мислям на 14 януари е пишено. В България има срок 30 дена да отговориш. Позитивно, негативно. Ни позитивно, ни негативно отговаря. Но вела, допустите ме да се явам пред пратениците, да го изкажам моя проблем и нека всеки от пратениците ме праша, кой ще се интересира да отговоря. Да са се родили тия господа пратеници, и аз съм бил от това събрание, го гледам на телевизия, там дека стои знамето, там беше канцеларията на Чето. Веднъж, кога стоиш со лице пред събрание, от десната страна е моята канцелария. Ако в някой случай не се случеше болницата овде, тетка Катерина, дали че се случеше да дойдете в Македония, да посетите стари приятели, или пък револтът немаше да ви го дозволи това? Видите, не ми е виновен народ. И аз ще го сакам како нещо много скато. И ако там ми побелеза една косата, на 22 години, точно кога бе рацирили се УТП. И аз бех веки му затвор. И дори сакаха случване направи. Ако малък правник имаше в групата от Штипяни, кой падна в затвор, беше Димо Кантарджиев. После стана судия на Върховния суд на Македония, а после беше по Белград. Некой пак от Върховния суд, некоя длъжност изпълняваше. Киро Григоров го нямаше никой, Апостолски го нямаше никой. После со Апостолски ние бехме, со Димче Беловски, со Любчо Арцов, со жена му, со Вера Ацева. Сите беме во щабо и аз бех. И кога ми изтарала работа, веки тия господа, и аз си бех кај Апостолски во Белград. Не му кажах дека съм изтерана от работа. Му кажах, другар Апостолски, знаете дека съм бил учителка въобще. Сакам да студирам военна академия. Па защо ти е военна академия? Дали ти ги учиш войниците на лево-десно, коя е моя ногата? Не се родара Апостолски. И аз ги учам войниците да си я сакат в Македония, да знаят защо са в казарна родина. И дека то, що го научат в казарната, ки биде за нейната татковина. То сакам да уча я. А има офицери, които им кажат кои не лева и десна нога. Не може. Моя креснах вратата и си изрезнах. Шо друго? Он беше нудил на други, али другите изгледа бея по-паметни от мене. Аз сигурно съм била много непаметен човек, пък вижте, немах право да студирам в Белград, за да остана в Македония. Револто го изкарах и аз, когато се вратих, да работам в България, да стане република и да създадам семейство, което ми беше не по любов, знаете ли, а от мазда да излезеш от положение некако. Бараш некой отдушник за душата. И после аз бех на 24 години, кога се омъжа. Мислих дека съм стара. Толкова бех препътила, толкова бех видела в моя живот. И мислих, от съм стара. Другар ми се държаше почтено. Сигурно, той е почтен човек изгледа. И предпазам да се мажа. Родих керка ми умре, после друга. Това е малото. Отлични ученици, дисциплинирани, мажът им исто, един ми умре за 20 минути, кога го отпущи от работа, пред да отдам за Торонто. Отпущен от работа за 20 минути, сърце в удар, за 20 минути го отнема. Другият инженер
ходи за шумски работи. Така. Ете, разговоров. А не можам да платам ни на цел домо или ден, не е по достоинство. Нито да ни мора. Се правят херои, от всека да добиват пари от сите македонци, кои знаете ли што значи македонците, кои ги видов јас во Торонто, тука имам среќу. Прекрасни, как ги речат стари крај, како душата им некако трепери, како нешто многу светло е за них стари крај. Секој ден там ради тоа. Збори за помошти. Јас 4 пати по телевизија говорих. По радио говорих на тоа што е председател на Организацијата на обединетите македонци. Не му допадна тоа што кажах јас за времето од 46-та година, за тие тука проблеми кои беа по Ченто, за тоа што Темпо командваше цела Македонија да ја гради, тутуно да се изнесува, апионо да се зима, вълната македонска, уризо македонски, дојде по другите републики. И кога Ченто му кажа, Бујгар Тито и на Тито, нека ке си иде да ни биде вршка. Секоја република нека се докажа само, која колку може. Да дојдете по 5, по 10 години, и ако ние не сме способни, решите дали вие да бидеме съседна република. Така се отиде. Да го сакат Гоце за неговите идеали, а не да биде користено името на Гоце како опиум за народо. Да се сеќават за Гоце тогава кога треба да се афишират, а не кога треба да се борат на истиот начин за тој народ. Бидете достојни потомци на Гоце, рече Катерина. За него народот од срце запеа песни. Замина, но остана безсмртен. За пример на сите денешни и идни војни, кои што треба да ја сакаат Македонија, за да ја имаме за навек. За жал, за да се причува татковината, потребни се жртви. Катерина Нурчиева е една од нив. Над Кукуш сонце изгрева, Никола срце разбрзал, султана сина родила. Кога го в црква однесле, Арслан му порта отворил, гора со поклон тргнала. Дома е Гоце немирен, нашколо голем бунтовник, во дружба другар најверен, на Мегдан јунак најсилен. Уште е Гоце малечок, гора го мами, кон неја срце му пушка посега.